Од 21 министерство во новата влада, единствено 4 ги раководат жени. Во времето на водење на Заев на локалните избори, во коалицијата предводена од СДСМ, беа 69 кандидати, од кои единствено 5 жени. На истите избори одржани минатата година од вкупно 301 кандидат за градоначалник, беа 25 жени генерално. Родовата еднаквост во Македонија е проблем со децении. Експертите коментираат дека она што се случува во извршната власт е огледало на нацијата и општеството. Улогата на политичките партии е клучна за ваквата вклученост на жените во политиката. Зошто? Затоа што имаме ограничен број на предложени кандидатки и многу постриктен список на потенцијални кандидатки уште од самиот старт. Од тому не ни можеме да очекуваме дека ќе имаме застапеност еднаква ниту во извршна власт, ниту во локална власт, токму затоа што и не се номинираат кандидатки. А досегашното искуство покажува дека бројот на жените што се кандидирани и избрани бил секогаш низок, особено кога станува збор за локалната власт, кога се случувало дури воопшто да нема избрано кандидирани жени. За жал и во извршната власт не е сјајна ситуацијата. Единствен начин да се надмине ова е воведување на квоти, колку и да звучи паритетот, можеби недоволен елемент или механизам за да се оствари еднаквост, сепак воведувањето на квоти покажува резултати, а тоа го имаме на пример на собраниско ниво. Тоа е големата слика на владата во нашата држава и 4 министерки во целата влада. И тоа е една недозволиво и јас би рекла и срамна бројка за држава која што е демократска и држава која се стреми кон Европската унија, кон Европската заедница. Но ние како организација која работиме исклучително и на овие анализи, ја согледавме сликата во мало и забележавме дека само Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од своите 8 министерства кои што требаше да ги даде во новата влада, даде 50% од машката популација, 50% од женската. Кога истото тоа би го направиле и другите коалициони партнери во владата, тогаш сликата ќе беше навистина задоволителна. Од друга страна, една од 4 жени во новата влада, министерката за одбрана Славјанка Петровска, прецизно ја детектира причината за слабата родова застапеност на министерските позиции. Во ова актуелна наша влада, факт е дека таа е составена од повеќе политички партии, коалициона влада, и веројатно мандатарот во предвид ги земал и предлозите кои се дадени од сите политички партии. Ке се сложиме, предпоставувам, бидејќи тоа и намерата, дека бројот актуелен на министерки во севкупно во владата, без оглед кој од кој коалиционен партнер доаѓа, е релативно слаб, би рекла, за една влада во која што и партии, во која што генерално родовата застапеност, родовата еднаквост се прокламира како еден од принципите со кои тие партии управуваат или да речам менаџираат. Она што со сигурност може да се каже е дека позициите кои сега во моментот ги имаме како жени министерки во владата, не би рекла дека се доволни, секако, но се надевам дека во иднина тој број ќе се зголеми, а секако ќе треба да се земат предвид и останатите позиции, а тоа не се само министерски, во кои се дел од извршната власт, тука мислам и на заменици министри, директори и така натаму, кои што се вкупно заедно всушност ја даваат сликата за родовата застапеност во извршната власт. Според Тања Иванова, постои системска дискриминација кон жените, која највеќе за жал доаѓа од политичките партии. Главната причина е всушност политичките партии кои што воопшто не ги номинираат жените, постои системска дискриминација во политичките партии во процесот на регрутирање на општински совети, на пример. Сето тоа
е дел од едно наше истражување од 2014 година со кое што сме ги потврдиле сите овие тези и годинава се спремаме да го повториме истото, да видиме дали се променило нешто од 14 наваму и каде се наоѓаме во моментот. Сликата за жал покажува дека можеби нема овие прашања и да си ги потврдиме овие тврдења. Министерката Петровска објаснува дека стручноста на жените не секогаш е пресудна при изборот на влијателната министерска позиција. Кога зборувате за дали некој човек е квалификуван или не, зборам од аспект на неговото знаење и експертиза која има за определена проблематика, не секогаш може да тврди дека тој човек е подготвен или сака да се нафати и на позиција како што е министер во владата. Затоа што кога сте стручен во некоја област и кога сакате да дадете свој придонес, не значи по дефиниција дека треба да бидете член на владата. Веројатно, претпоставувам и сигурна сум дека мандатарот, сега веќе премиерот Ковачевски, имал поприлично тешка задача да го состави кабинетот токму од овој аспект, од аспект на застапеноста на жени, но и оние кои сакаат да учествуваат во извршната власт. Затоа што знаете како да бидете министер во влада, особено во вакви турбулентни политички времења, значи да излезете од зоната на комфорт и да прифатите поприлично голем предизвик со соочување со јавноста, медиумска транспарентност и така натаму. Но јас повторно ќе кажам дека не мислам дека во државата генерално недостасуваат квалификувани жени. Напротив, мислам дека ги имаме во голем број и горда сум што голем дел од нив се наоѓаат и на успешни менаџерски позиции надвор од политиката. Во меѓувреме 25 минути упати прашања до кабинетот на премиерот Димитар Ковачевски и побара објаснување зошто е толку мал процентот на жените во министерските позиции. Од владата ни одговорија дека таа е извршен механизам на централната власт, составен од членови кои доаѓаат пред се на предлог на политичките субјекти од владеачкото мнозинство. Од тука, кога станува збор за министрите од СДСМ, партијата од чии редови доаѓа и премиерот, бројот на министерки е 4 од вкупно 10 министри, односно 40%. Оттаму, силно се залагаме и ја поддржуваме определбата жените да го имаат еднаквото право со мажите, да бидат избрани на највисоки позиции, на гласност и тоа во сите сегменти на општеството и развојот, се наведува во одговорот на владата на Република Северна Македонија. Иако прашањето на 25 минути се однесуваше за целата влада, сепак Ковачевски одговори исклучиво за СДСМ, иако тој раководи со целиот владин кабинет и одговорен за сите министерски позиции. Поборниците на правата на жените сметаат дека неопходно е да се најде законски механизам за зголемување на процентот на учество на жената на раководните позиции, но и во политиката. Мораме да поработиме на тоа дека родовата еднаквост не е исклучиво женско прашање, туку не засега сите нас. Едноставно 50% од популацијата се жени и мораме да ги земеме предвид и нивните потреби, но и нивните квалификации. Неодамна направивме некоја пресметка во однос на тоа што би значило кога жените што работат во сива економија, односно во сектор грижа, се грижат за домот, за децата, за постари лица, за жал тоа е се уште нивна работа. Кога тие жени би добиле плата, нашиот бруто доход би се качил за 17%. Тоа не е мала работа, едноставно треба да се размисли во таа насока како тоа да се реши, значи потребни ни се закони и добри услови за во секторот на грижа. Сепак родовата политика очигледно е слабост на владата, на која треба да се поработи, оценува министерката Петровска. Генерално жените беа како кандидати, зборувам за градоначалници, беа слабо застапени или по мојот критериум недоволно застапени. Она што знаме дека во СДСМ одлуката за тоа кои ќе бидат кандидати на локалните избори кои завршија и поминаа, се носеше пред се врз основа на неколку фактори, а тоа е еден од побитните беше и влијанието, односно угледот кој што го ужива потенцијалниот кандидат во средината за која што беше и номиниран. И тука учество има разни анкети, мислења на членството на граѓаните и така натаму. Веројатно тоа треба да ни послужи како лекција дека покрај сите напори кои што и СДСМ ги прави, а морам да признам дека во тоа е предвесник во сите политики, особено во родовата политика,
е покрај она декларирана процентуална застапеност, дека во периодот помеѓу изборните циклуси практично повеќе жени, не само што знаете оние стандардни, би рекла, обуки, тренинзи или работилници ги посетуваат, треба малку повеќе да бидат вклучени во теренските активности партиски, сега пред се зборувам, затоа што на тој начин ќе им се доближат повеќе до прво до партиското членство, а потоа и до граѓаните. За време на предизборните кампањи, партиите ја користат фигурата на жената само за пропаганда и собирање гласови, бидејќи штом се формираат влади, таа е изоставена и многу малку застапена на раководните позиции, во случајот во улога на министерка. Аргументи факт за ова е соодносот на министри, мажи и жени во владата која е 4:1. Госпоѓо Калевска, каков е вашиот став што има само 4 министерки во владата на Ковачевски од 21 министер, со вклучувајќи го и премиерот? Генерално, мојот став е јавно искажан на тоа дека секако не можеме да бидеме задоволни од процентот на застапеност на жените во извршната власт, бидејќи, како што кажавте, само 4 министерки се од 21 министерско место, вклучувајќи го и премиерот. Но јас можам да кажам како претседателка на форумот на жени на Социјалдемократската партија дека сум делумно задоволна во контекст на она што значи политики кои што СДСМ ги води. Дали сметате дека политика представува на СДСМ само 4 жени, тоа го пресметав, е 19% всушност? Така, но ако земете кој е процентот од она што, бидејќи имаме коалицијска влада, дека од министерските места кои што се на СДСМ, на предлог на СДСМ, процентот е веќе 40%, а не 19,9%. А така вие пресметувате? Јас само морам, СДСМ. значи, јас го пресметувам и прво кажав вкупни процентот од целата влада. Так, пресметувате? И секако не можам да бидам задоволна со тој процент. Но јас сега, говориќи од аспект како претседателка на форум ве разбрав. значи имаме напредок, односно 40% е веќе еден репрезентативен Дали дел. имавте средба со Ковачевски, каде што ќе побарате, пред да ја состави владата, каде што ќе побарате да ги спроведува всушност политиките, се работи и за закон за еднакви можности, и да ги спроведува политиките во владата? Со што самата влада, и тој не е само на СДСМ премиер. Секако, значи ако говориме за законот за еднакви можности, тогаш зборуваме, значи, за нешто што не е поврзано ниту со СДСМ, ниту со ВМРО, ниту со било која друга политичка партија. Значи и уставот, и не само законот за еднакви можности, сега треба да законот за родова еднаквост, новиот закон кој што уште повеќе, значи, ги унапредува правата на еднаквост, да кажеме, помеѓу мажите и жените, внесувањето на родовото буџетирање. Имавте ли средба? Извинете што ве прекинувам. Имавте ли средба со Ковачевски пред да ја состави владата, вие како председател на форумот на жени на СДСМ? Значи јас имав разговор со тогаш веќе избран председател на СДСМ и мандатар за влада. Значи, имав комуникација и разговори во кои што уште еднашка, мислам, добив уверување дека политиките кои што СДСМ ги креира и ги спроведува и заложбите во делот на постигнување на вистинска родова еднаквост, дека нема да застанат, напротив, дека тие во наредниот период, значи, треба да бидат уште поинтензивирани и унапредувани. Но тоа не е случај ако ја видиме владата. Секако дека ако говориме само од аспект на процентуална застапеност, тогаш не можеме да бидеме задоволни.
Но јас повторно ќе кажам дека тоа е еден процес кој што бара прифаќање, значи и на сите други политички чинители. Бидејќи ние не можеме да наметнуваме. Јас ме интересира дали имавте средба со Ковачевски, каде што ќе му побарате? Имавме разговор и јас побарав и застанав децидно за тоа, бидејќи ние имаме и статут на партија кој што е обврзувачки. Статутарната определба ни е родова еднаквост во сите форми. Да, ова е декларативно. Сега ќе ве кажам зошто. Од 301 кандидат за градоначелник, само 25 биле жени. Така е. Зошто ексклузивно предложивте само 5 жени од СДСМ од вкупно 69 кандидати? Говориме за локалните избори. Значи, кога говориме за локалните избори... И тоа во помали општини. Македонска Каменица, Старо Нагоричане, Могила, Арачиново, Петровец. Така е. Тоа секако не е бројка со која што можеме да се пофалиме. Апсолутно. Но постојат повеќе причини зошто дојде до една таква ниска бројка на кандидатки и за жал и од таа ниска бројка на кандидатки, значи фактички ние не направивме никаков напредок на полето. Како е објаснувањето? Објаснувањата се многу повеќе. Дел од нив се уште се во она што значи недоволна клима за прифаќање на жена кандидатка. Од чија страна недоволна клима? Тоа зборам воопшто, знаете... За СДСМ. И за СДСМ. И СДСМ како партија, значи, е политичка партија која што сочинуваат луѓе, и мажи и жени. Значи, сите ние живееме на ова тло. Нека, сега ве молам, кажете ми прецизно. Рековте нема клима во СДСМ. Не, значи не реков дека нема клима. Значи, климата се ствара, но очигледно дека треба уште многу повеќе да се работи. Ма која е причината? Затоа што причината, значи што е? Причината не е во формалниот аспект. И статутот, и правилниците кои што Кој е против за критериуми и начин на избор, водејќи сметка да бидат застапени подеднакво и мажите и жените. Кој е против? Кој е против, ако вие сте форум на жени? Така е. Кој е против да има еднаква застапеност? Еве и за локалните избори, и за владата? Знаете вака, јас не можам да кажам дека некој имал против. Па вие ако сте разговарале, веројатно некој ви се спротиставил. Треба да имаме, процесот е кандидирање и само кандидирање. Формално дали поставивте барање? Формално барањето беше поставено и не само како формално барање, туку и како документ беше подпишан. Тој документ беше подпишан и од сега веќе поранешниот председател на партијата Зоран Заев, во кој што се имплицираше директно, значи на самите општински организации да исклучително водат сметка за она што значи родова еднаквост. И тоа не се испочитува, зашто? За жал, не се испочитува секаде. Причините се повеќе. Дел од причините што се уште, значи, живееме во прилично машки свет, каде што се уште се смета дека мажите се да кажам, приоритетни особено за градоначалничка функција. Дека градоначалничката функција подобро би можел да извршува маж, што апсолутно е неточно. И тоа се уште стои. Кој одлучува за именување? Значи, тоа од предлозите, од само кандидатирањата. Некој одлучува за именување. На листата ние немавме проблем со листите. Значи, на листите на предлози имаше и мажи и жени.
и за градоначалнички. И па сега како е можно да има, ако имало еднаков број? Зборувам за листите во општинските организации кои произлегуваат како утврдени кандидати Сега не разбирате убаво што ве и на прашувам. крајот, чија беше одлуката? Раководството на партијата со општинското раководство, значи ги разгледува сите апликации, сите кандидатури и се мерат рейтинзи, значи многу работи. Значи жените имаат помали рейтинзи од мажите. Не само, значи и рейтинзите се мерат и внатре и неевме, и внатре партиски, но и во пошироката јавност рейтинзите се мерат. Ви благодарам за овој разговор. Благодарам и вам. Тања, како стои ситуацијата со родовата еднаквост во Европа? Генерално, значи на високи позиции, дали се министерски, парламентарни, на локалните избори, кандидати за градоначалници и така натаму, дали жените се вреднувани согласно нивните квалификации, но и некакви услови и стандарди, критериуми кои треба да бидат пропишани согласно родова застапеност? Значи, вака од тие бројки кои што се достапни, очигледно е дека земјите, скандинавските земји, земјите на северот, северозапад на Европа, да кажеме, повеќе ги исполнуваат тие критериуми на родова застапеност, приближно или 50 или малку над 50%, додека источните земји, јужните земји се многу подалеку, како Малта, Грција и така натаму. Значи, ова збориме за високи министерски позиции. Не знам се, не е нормално дека не знам ситуацијата во секој регион или град во Европската Унија. Може, например, да го издвоиме фактот што Европската комисија исто така фон дер Лајен, односно, инсистираше да се почитува тој паритет, нели, родова еднаквост 50-50 мажи, 50% жени комесари, комесарки. Е дефинитивно нешто на што инсистираат и европските власти, и европските институции, и е важна тема во политиката во сите европски земји, без разлика дали се понапредни или не. Меѓутоа, мислам дека тоа што е важно е да се каже дека иако се квотите важни и треба да ги има за да може да се охрабрат жените да влезат во политика, не е доволно тоа за да навистина се постигне вистинска еднаквост и вистинска емансипација. Најдобар пример го имаме пред 2-3 дена кога беше потврдена новата претседателка на Европскиот парламент, например, Роберта Мецола, која што е од Малта, од демохристијаните, ИПП, и која што е отворено не само против абортус, туку и против контрацепција. Фактот што е она жена, за жените ништо не значи. Нема тоа да донесе нити еднаквост, нити емансипација, ако жените кои што не застапуваат се конзервативни и имаат отворено антиемансипаторска агенда. Секако дека Мецола ја искористи приликата да води кампања околу феминизмот, оној, да кажеме, феминизам на богатите, на мокините и на богатите, значи да бидеме ние на високи позиции владини, министерски или во бизнисот, меѓутоа тоа за масата жени, за огромното мнозинство жени граѓани во народот, ништо не значи. Нема тоа да им го смени животот. Ако утре абортусот или контрацепцијата бидат забранети, тоа може само негативно да влијае врз жените и врз нивната емансипација. Така што далеко доволно е да се има само родова еднаквост и да се има само квоти. Тоа мора да биде придружено од свест, феминистичка свест на емансипација. Се разбира, зависно од тоа кои се луѓето, кои се квалификувани, и затоа испомнав квалификуваност, освен што се жени, но сепак ситуацијата е многу подобра за разлика од Македонија, кога станува збор за високо развиените земји, оние кои се по-на север, како Финска и Шведска, кои имаат повеќе од 50% министерски позиции.
Не, дефинитивно и дека самите услови во земји, во скандинавските земји, каде што е поразвиена свеста, каде што се поразвиени условите, и економски, и финансиски, и материјални и така натаму, овозможуваат, го олеснуваат освестувањето на жените. И водат кон охрабрување на жените да се впуштат во тие кариери за кои што до вчера или им биле забранети, или ако не им се забранети, не се чувствуваат способни, не веруваат во сопствените капацитети. Така што не е чудно што скандинавските земји се тие кои што водат во тој поглед, но уште еднаш треба да се има на ум дека не е доволно да се биде жена, нели секогаш се дава тој пример на Маргарет Тачер или на Ангела Меркел. Биле жени, меѓутоа ништо не направија за жените. Тања, ти благодарам за овој разговор.